Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата за која утрово зборуваме се респираторните инфекции, како да се препознаат кои се симптомите, што да направиме, каде да не сгрешиме во терапијата и како да превенираме. На оваа тема утрово разговараме со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Добро утро, доктор Лили, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Каква е моменталната состојба во матичните, во ординациите на матичните лекари со оглед на тоа што овој есенско-зимски период и променливо време често пати знаат да го атакуваат нашето здравје? Па можам да кажам дека нема некои големи гужви, точно нели сите матични доктори одговараат на секаквите проблеми на пациентите кои што се доминираат респираторните инфекции во овој период заради тоа што променливо е времето, големи се температурните разлики, имате 19-20 степени денски, нели околу пладне, и имате 2-3 степена навечер, што навистина е голема температурна разлика. Луѓето мора слоевито да се облекуваат, ладно е, топло е, така да мора да внимаваат на условите кои што се поставени, така да во самата околина каде што работат и живеат, треба топло да се облекуваат, но да внимаваат исто така при бањање, нели веднаш бањање и излегување надвор не е добро, заради тоа што порите на човечкото тело се отворени и може многу лесно да дојде до настинки, а тие настинки зависи од имунитетот понатаму на човековото здравје или самиот пациент кој што е, дали ќе преминат ќе се накалем или некоја бактерија или не, заради тоа што имаме огромен број на хронични пациенти со намален имунитет, така да секоја индивидуа е посебна, или кейс репорт кој што би можело да се разговара и да се мисли на него и да се третира. Така, навидом секогаш мислиме дека настинките и вирозите се со многу лесна симптоматологија, ама никогаш не знаеме како таа ќе почне и како ќе продолжи понатаму. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, зборуваме за респираторните инфекции. Доктор Лили, кога споменав на почетокот каде да не сгрешиме, мисле во смисла кога ние сами како пациенти, кога ќе се соочиме со некоја вироза или настинка, пробуваме дома нешто некако да си помогнеме. Треба ли секогаш да се консултираме со матичниот лекар кога ќе се случи вакво нешто? Знаете како, причините се најразлични. Ние веќе како матични постоиме 33 години во нашиот здравствен систем и пациентите не чувствуваат многу блиски. И се поголем бројот е, како идат годините, кои што за се консултираат. Но, практиката во светот е да речеме, кога има некоја настинка, неколку дена, барем до 3 дена, да не се оди веднаш на доктор, да не се прават паники, да не се прават гужви, треба одмор. Причинителите на ваквите респираторни инфекции можат да бидат вирусни, бактериски, габични, паразитарни, секакви, значи од различна етиологија. Кога станува збор за вирусни инфекции, можеме да кажеме да кај таквите моменти кога пациентот е нападнат од одреден вирус, а постојат многу и сега е баш период на кога вирусите доминираат во однос на настинките, можеме да кажеме пациентот треба да внесува топли напитоци, чаеви, супи, му треба одмор, може да се манифестира со треска, со покачена температура, со течење на носот, кој што, нели, ќе рече како водичка ми тече од носот, така почнуваат. Огромен број од пациентите тука, нели, го лоцираат проблемот и нивниот имунитет, ако е добар, неколку дена настинката до 3 дена може да ги држи и ако се стоплени или одморени може да помине. Но имаме пациенти кај што имунитетот велам ако е нарушен, поготово диабетичари, каде што таа микроциркулација е нарушена, тогаш многу често нели на овие вирусни се наклемуваат и бактериски инфекции и се влошува состојбата, се спушта на
подолните дишни патишта и после тоа може да се манифестира во форма на ларингити, трахеити, бронхити, бронхопнеумонии, во зависност нели кој каков имунитет и кој како е изложен во какви услови. Така да во однос на бактериите кои што се можат да се јават, исто така можат да бидат различни нели во однос на предизвикувачи кои што можат да бидат. Така, а секогаш е добро да знаеме што ја причинило нели вирозата, така за да знаеме потоа и соодветно како да третираме. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Поздрав до емисијата, до докторката. Добро утро, повелете со прашањето. Јас сум на возраст 70 години. За да можете да го добиете советот и препораката од доктор Лили. Сум на возраст 70 години. Се надевам ќе пробате и ќе се обидете уште еднаш да се јавите, а ние продолжуваме понатаму. Во текот на целата година може да се јават респираторните инфекции. Најдоминантни се нели во овој есенско-зимски период, променливо време и не очекуваат доправа и студени денови. На секоја возраст буквално, ама дали децата се најранливата категорија и најчесто настинуваат? Можем да кажем да внимателно треба да се оди, значи до 5 години сепак околу 4 велиме веќе некако се формира тој имунитет кај малите дечиња, додека како растат, отпорноста и нивниот имунитет растат исто така и помалку се разболуваат. Така да овие што се најмала детска популација многу често нели идат настенки, грлото, носето, кашла и мајките нормално како секој што е грижлив сака да види какво е грлото, црвено ли е, доктор ќе еде, градите, слушнете му ги видите да не е спуштено, така да тоа е нашата работа, должност е да се грижиме за нашите пациенти. Додека нели кај пациенти кои што имаат нарушено нели здравје од X други хронични заболувања, поготово ќе кажам дијабетот, малигни заболувања и други кои што го исцрпуваат организмот, таму нели правиме контроли, прегледи. Она кој што може матичниот да функционира во зависност каков е здравствениот систем во градот. Заради тоа што веќе целокупниот здравствен систем ни пука по сите шавови, нема доволен број на специјалности по градовите, едноставно десеткувани се, еве јас одам многу често по градови за да ги видам нели во какви проблеми се моите матични доктори, за да може подобро да преговарам и да имам повеќе аргументи што треба да се промени во нашата држава, се во интерес на нашите пациенти кои што плаќаат здравствен систем, кои што нели мора да им пружиме добра услуга, така да не достигаат специјалисти, интернисти и се. Гледач на линија, се надевам или е истиот што претходно не успеа да се вклучи, а може би и нов. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, дали сега се слушаме? Сега се слушаме, да. Ајде, ќе чекаме, веројатно имаме одреден проблем, меѓутоа се надевам дека ќе биде надминат во текот на емисијата, па ќе можеме да ги слушнеме нашите гледачи. Ако ништо друго, може прашањата да се запишат и во режијата, па дополнително да ни ги кажат, па да одговориме на гледачите. Во поглед на симптомите ги споменавте симптоматологијата, меѓутоа поделбата е на горни и на долни. Почнува се горе најчесто? Да. Секогаш инфекциите почнуваат од горниот респираторен систем, најчесто се синузити, тонзилофарингити, фарингити, ларингити, значи од прилика во тој дел чувствуваат болка, негде може да има покачена температура, болка во предел на сите синуси во предел на главата, треска може да се јави, така да една нелагодност, тешкоти при голтањето заради јаката болка. На крај секој пациент има различна толеранција на болка. Не секој пациент може да издржи најмала болка. За некој кој што е мала, за некој нели не може да голта, подкажуваат да јадат, но многу е битно во овие ситуации да имаме добра рехидратација, да се рехидрираат со топли напитоци, топли чаеви, топли супи, да бидат на топло згрижени, така да имуниот систем ќе си го направи своето. Битно е да се внесуваат витамини, природни сокови, лимон, портокали, мандарини, кои колку може спрема своите финансии, нели нормално и тоа. Така да, ако после неколку дена гледа самиот пациент почувствува дека се влошува состојбата, се јавуваат пациентите во најголем број од случаите и се прегледува дали тоа ќе се спушти, дали он има симптоматологија која што веќе преминала на долните респираторни нели органи.
или ќе каже до сега беше како водичка ми течеше од носот, но сега веќе нели жолто-зелен, значи веќе имаме гнојава супстанца, така да мора да се даде антибиотик за да не се влоши состојбата. Наше пациентите на секој ден да правиме почести контроли кај пациенти кои што се спушта веќе на долните респираторни патишта, значи бронхити, бронхопнеумонии, каде што мора да се следи дали има крепитации, дали е подобар, дали јаде, каква е состојбата. Ако имаат услови, овие што сме во градови, можеме крвни слики правиме, да видиме седиментација, да видиме има ли леукоцити. Ако се леукоцитите покачени, тогаш станува за бактериска инфекција. Ако немаме леукоцити, речем, или лимфоцитите се покачени, во тој случај станува збор за вирусна инфекција. Во однос на крвните слики можете и да лекувате физикусот кој ќе го видите на пациентот, неговата состојба, дали е он свеж, дали е исцрпен, дали е јазикот бел, значи може да проверите. Значи, оние кои што немаме многу блиско околу нас да направиме јаки лаборатории кај што може вие да направите, било какви испитувања има во Скопје кај што може да се диференцира каков тип на вирус или било што. Додека во внатрешностите има градови кај што функционираат центрите за јавно здравје, па ако има микробиолог, да се направи микробиолошко испитување, да видиме кој е предизвикателот. Во спротивно, делуваме спрема, ако имате точкести крварења на самото непце, знаете дека е стрептокока. Ако имате везикули 5-12, независно, значи поголем број на везикули во самиот фарингс околу тонзилите, знаете дека е херпангина од коксаки предизвикана. Така да искуството си го прави кај овие возрастни доктори и лекуваме спрема она што го гледаме. А веќе иматичните лекари си ги знаат многу добро своите пациенти, па веројатно помалку или повеќе знаете каков би бил и текот така на некоја од овие вирози, можеби некој со послаб или покревок имунитет, некои со појак кои што можеби нема да настинува толку често во текот на сезоната и многу полесно ќе ја поминува вирозата. Па близината и самата професионалност од 33 години со нашите пациенти, точно веќе знаеме кој како функционира или самиот пациент веќе знае неговата настинка, мене доктор ќе не ми мине без антибиотикс. Си знае, значи по симптомите, но проверуваме, не секогаш прифаќаме се пациентот што ќе каже, заради тоа што сепак докторот е тој кој што треба да го води низ целиот тој процес. Така. Да се обидеме, ајде уште еднаш да видиме дали можеби имаме гледач на линија, па верувам дека еве трет пат ќе успееме да воспоставиме и контакт или телефонска линија. Добро утро. Така, ми кажуваат од режија дека се исклучи гледачот, мношне лесно се пренесуваат. Таква е главната карактеристика така на вирусните инфекции. Повеќе сме во затворен простор од децата на возрастните или возрастните на децата, па некогаш знаеме еден член во семејството ќе се разболи, па многу после брзо време и останатите веќе ја поминуваат таа вироза. Па секогаш кога има настинат, препораките едно е да ги кажувате да, треба нели да бидете изолиран, да се внимава нели рака да се става при кивање, кашлање, заради тоа што тие капки кои што содржат нели инфект лесно преминуваат ако сте блиску, нели да речеме. Затоа внимателно треба да се оди кај тие пациенти, ако има услови да направите изолација, веројатно голем дел од семејствата живеат во една-две соби, тие се станевите каде што нели екзистираат или бабите ги чуваат внуците, вие не можете да правите да имате да очекувате 5 соби или не знам колку, така да ние кога сме биле генерации, да речеме, никогаш за настинка и за грип или за бронхити, значи нашите родители не терале на школа, додиме да не испуштаме часеви настава, значи било многу по строго. Сега на самите наставници, ако едно од децата кивне или кашла, веднаш го праќаат дома. И сега тоа е од една страна добро, од друга страна е во тој едукативен систем, тоа дете губи многу настава, нели? Така да треба да се вентилираат, да се проветруваат тие училници кратко, значи не е среде зимо да бидат со отворени џамови цело време, па да настинат тие деца што се до прозорците. Сето тоа треба да биде умерено, сето тоа треба да биде нели време на паузите кои што се меѓу часеви, кратко да се луфтираат училниците, додека овие што се по дома нормално кои какви услови има, ќе пружи таква нега, нели во однос на настинките. Да повторно ќе кажам, во моментов не можеме да кажеме дека имаме некоја состојба за паника или за аларм.
топло да се облекуваат, еве ќе препорачаме на нашите пациенти, соодветно сепак старите како велеле Р има во месецот, па треба малку потопло да се облекуваат, да се пијат топли течности, да се седат во топли простори, да се проветруваат тие простори од време на време, да се движат кога ќе имаат услови и секое слободно време да се оди во места селски, планински, каде што негде надвор од градот, бидејќи градовите се многу загадени, значи издувните гасови си го прават своето, премногу концентрација на многу возила има, значи не можам да кажам дека градовите, ружата на ветрови едноставно е спречена со таа урбанизација, нема она природно вентилирање на да се ипак тие издувни гасови да се движат, така да е апел за сите наши гледачи кои што не следат, секој слободен момент трошете го во природа, ако имате негде почист воздух, ако имате можност. Воздух, пешачете, движете, гледате децата да ги тргнете од мобилните каде што дома сте во станеви со рутери, со зрачење, со се. Сето тоа влијае на човековиот организам и на имунитетот, така да никогаш да не го изгубиме контактот со природата, што повеќе физички да бидат активни од мали, да се учат да ја сакаат, да вежбаат, да пешачат, да може да допринесат за општо добро, да садат цвеќиња дрва, така да јас сум во еден таков систем израсната и мислам дека тоа што е добро треба да се пренесе на следните генерации. Така. Дали ќе има работни акции, значи никогаш младината да не ја оставиме на пороци, на пушење цигари, она кое што ми е многу жалко, годам на се бајле многу рано на работа, ординацијата од 7 почнува, значи ги гледам учениците кои што се 15 годишни, сите се со цигари во рака, кои што навистина ми е жално, заради тоа што знаеме колку се штетни на респираторниот систем, колку лошо влијат на циркулаторниот систем исто така. Од многу рана возраст почнува. Многу рано се почнува, они мислат дека се пораснати со тоа кое што ги имитираат и еве еден апел до нивните родители заради тоа што профилот детето што го гледа како треба да изгледа, тоа се родителите. И најчесто ако родителите се страстни пушачи, децата нели копи-пасте прават на самата состојба на родителот, затоа апел што помалку намалете ги, сфрлете ги цигарите, подолго да се живее, циркулацијата ќе ви биде подобра, нема парите да ги давате по болници, по стентови, по операции и такви работи, да се вратиме на здравиот живот, обавезно повеќе часови да има физкултура, професорите нели да внимаваат, да има построга контрола на нели пушење, на сето ова, да има повеќе едукативни часови во школите каде што сето тоа би се пренесувало, би им се предочувало на младите генерации, што би било после 20 години страстен пушач од 2 кутии на ден. Така да тоа е нашата мисија како доктори, значи едукативно, превентивно да делуваме, со добар збор, со аргументи да настапиме, да направиме да има што помалку респираторни заболувања, заради тоа што голем дел од луѓето кои што работат и во загадени простори добиваат пнеумокониози, тоа се професионални заболувања, луѓе кои што работат со силикон, каде што има ситна прашина, луѓе кои што работат во пекари со брашно, така да и кај тие лица исто така нели се добиваат респираторни заболувања, но тие се понатаму долгорочно прават нели компликации односно потешкоти. Да, тоа се професионални заболувања каде што нели едноставно избрале таа професија, но нели имаат и проблеми од сето тоа со последици. Треба поредовно да ја контролираат и да ја проверуваат здравствената состојба, така па да знаат и кога ќе им се препорача што превентивно би можеле да користат. Имаме пациенти кои што имаат нели астма, имаат хронични обструктивни велодробни заболувања и така, но повторно ќе кажам едноставно матичниот доктор во цела Македонија не може да препише поквалитетен спреј заради тоа што едноставно препораката и режимот на пропишување мора да биде пулмоалерголог, а такви во внатрешноста многу малку имаме или немаме. Така да тоа се проблемите со кои што така пациентите во другите градови надвор од Скопје се соочуваат. Така да пациентите ги повикуваме на контроли за секое влошување, си идат на преглед, ги упатуваме, но веќе како се повеќе нема специјалисти, тешко функционира. Значи таму кај што има даваме упут, може да издадете, но се почесто им велиме во тој ден има таков и таков во неделата, значи нема континуитет во здравствените услуги од секундарно ниво,
кое што треба нели да се изменеджира со помош на Министерство за здравство. Мислам дека веќе и како мој термин луѓето си функционираат, но системот не функционира бидејќи ќе дадете па не дошол докторот во сала бил, не се појавил, го пратиле на друго место, така да мислам дека треба да го смениме системот, да има еден упат и тој упат да е со неограничено траење, да ги намалиме тие идења, бидејќи требало да дојде урологот во среда, не дошол во среда, ќе дошол во петок, а ние сме издале итен, за да може да добие услуга, и тој итен важи 24 часа. И сега ако не го најде, тоа значи повторно да дојде истиот пациент, повторно гужва во чекална, а такви не се 1-2 случаи, туку се многу, бидејќи имаме, можам да кажам, еве како функционира Велешката болница, понеделник, среда и петок имаме уролог, пулмолерголог имаме во Јасеново, значи цела Велешка околија ги праќаме за Јасеново за скапи спреови, за да се препишат. Ние како матични можеме само салбутамол, вентолинот, друго не смееме. Фликсоназа, фликсотиде мора специјалист, кој што се некој, или треба на приватно му кажете да си го купи. Не секој има, некој и млад, не секој може, за да може или да отиде на контрола или само за препорака да се продолжи. Така да имаме сериозни проблеми во функционирањето, луѓето се снаоѓаат кој како може, си помагаме што можеме едни на други. Но се почесто, значи, се случува одредена специјалност да имате само во еден ден, што е многу тешко. Што е многу малку, нели, за потребите пациентите и потребите кои да. што ги има. Ајде сега да слушнеме дали го имаме веќе гледачот на линија. Добро утро. Добро утро. Ете, се слушаме, повелете. Дали сте се уште на линија? Очигледно да, немаме среќа ово утро. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот онаму до каде што стигнавме. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Секогаш целта на емисиите ни е да бидеме информативни, да бидеме едукативни, да работиме на превенцијата, она што многу пати и секогаш кога сте ни биле во емисија гостинка сме го споменувале, мораме и за едноставните работи за кои мислиме дека ги знаеме да потсетиме, бидејќи некогаш можеби и не ги применуваме. Грипот ќе го спомнеме или пикот се очекува во февруари, во тек е актуелната вакцинација, меѓутоа има ли случаи како да разликуваме, се извинувам, настинка од грип? Па да, значи имаше огромен број на пациенти, тоа се едни исти кои што секоја година се вакцинираат, оние кои што се сами не може да се пријават на вакцинација.mk, а се многу возрастни, им помогнавме, ги пријавивме за вакцинирање. Така да тоа си тече во службите, во центрите за јавно здравје. Настинки имало и ќе има, значи повторно ќе кажам, ние се уште имаме пациенти кои што на кратки ракави шетаат. Викам, не можам, жешко ми е, но топло, ладно, или пациенти кои што работат во еден погон, па се движат од топло на ладно, излегуваат надвор, па од надвор па во погон кај што се заварува, кога ќе ви дое пациентот, он е целиот црвен, рачунајте на која висока температура бил, но мора и повремено да излегува, така да и никогаш многу малку фали, така за да се така да многу малку е потребно за вас да ви се стресе снагата, речете ме стресе, не ми е добро, чувствувам дека сум настинат. Даваме препораки, даваме совети, тоа што го кажав и претходно, нели многу течности, малку одмор ако може. Ако видиме дека пациентот не се чувствува добро, даваме боловање, нормално да се регулира, да седи, да поседи 2-3 дена на топло. Она што може матичен доктор да го даде без никакви испитувања е регулирано со критериумите за боловање со фондот до 7 дена. Заради тоа што замислете во некоја рурална област немате ни лаборатории, ни рентгени, ни ништо, така да не се малтретираат пациентите и тоа фондот ни го дозволил до 7 дена, значи матичниот доктор со пациентот врз основа на преглед, на статус, на разговор, или некогаш имаме пациенти кои што ви велат имам стомачни проблеми, не можам, ве молам, нели отворете ми боловање, он не може да дојде ни до кај вас. Така да затоа велам настинките треба да се следат и никогаш да не оставате да речете ајде седи дома ќе ти помине, но треба да се контролира. Значи секој преглед да се закаже на контрола,
добро е тоа да си го следите пациентот како матичен доктор, а додека грипозната состојба предизвикувачи на грип се инфлуенца, коронавирусот, многу други, еден куп ги има, нели, вируси кои што може да направат респираторниот синцицијален вирус кај децата. Така да затоа велам, кога е грипозна состојбата, пациентот исто така го следиме, гледаме какви се симптомите, симптоматски се оди секогаш, но ако видиме дека се влошува состојбата, правиме крвни анализи и во однос на она што го гледаме даваме и терапија. И повторно велам, витамини, витамин С, цинк кај возрастните за имунитетот, заради тоа што цинкот ја штити обивката на клетката, нели, ја чува да биде добра и да може, нели, да не дозволува да влегуваат, нели, вируси внатре во самата таа органела. Така, хидрирањето, топлите од се. напитоци, чевите и витамините, како што Да. ги споминавте, треба ли претходно да ги внесуваме витамините за да можеме никако и превентивно да го зајакнеме имунитетот? Јас сметам да. Значи, заради тоа што луѓето кои што взимаат суплементи, сега нормално тоа да не биде, сето треба да биде спрема она што е препорачано. Многу им помогна на луѓето кои што во време на короната и зимно време, повторно ќе кажам, цинкот е многу добар, витамин С да, и на чисти проветрени средини, воздухот, она што ни го дала мајката природа, убавото сонце, да речеме, како што беше, нели, после дождот на другиот ден. Да. Така да ќе кажам, некогаш многу вреди кај луѓе кои што имаат, еве да речеме, некоја појака настинка, јак бронхит, некој бронхопневмонија, некогаш е потребно да отидете да направите промена на надморска височина и многу подобро делува на човековиот организам, заради тоа што, нели, ете, ќе се активираат повеќе клетки, повеќе кислород ќе влезе и затоа велам мора да внимаваме веќе. Значи градовите како што се големи, еве Скопје и други, имаме неколку, Куманово исто така, нели, како заедница, Битола, поголеми градови, сметам дека треба веќе да се ограничи самото населување во тие градови. Значи Љубљана, сметам дека тоа пред многу години го направиле и сметам дека е крајно време и Скопје да го направи. Бидејќи оваа пренаселеност, тешко е да се функционира, тешко е да дојдете итно до негде, имате блокирани улици постојано, имате сообраќајки многу чести, сите негде брзаат и сметам дека само така ќе ги спасиме малите места од изумирање. Ако веќе ставиме стоп на Скопје, тогаш нема да може секој, не гледам зошто, нели, и во Кратово, и во Велес, и во Крива Паланка, и во Дебар, да не се врати младината, може многу поубаво да живеете и така ќе опстанат и школите и сите професии. Значи мислам сериозно треба оние кои што креираат политика на ниво на држава да седнат да видат големата слика, на терен да се оди и да се работи, да се почне од некаде, да се работи суштински на овакви суштински проблеми, бидејќи ова е системски проблем и ќе не снема, нели, овака како што е, заради тоа што еве во Велес имате празно школо Джинот, кај што сум учела јас. Значи имате празно школо Трајко Андреев, нема ученици. Се повеќе се намалуваат бројот на школи, се повеќе имаме намален наталитет, едноставно немаат сигурност финансиска младите, не сакаат да стапат во брак, имаме огромен број на разводи. И тоа е сликата јас како матичен кој што ја гледам, значи едноставно и тоа оди со една страшна прогресија во надолен правец. Дури не застанува не застанува и како човек кој што се трудам, нели, да може превентивно да делува не само тука, нели, во други општествени гранки, сметам дека е крајно време да се поработи на некои други и ако сите партии се за народот, мислам дека треба да имаат консензус и да се стави она што е веќе во интерес и примат да се стави на здравјето на народот. А тоа е здрава средина, нели, да се работи на повеќе паркови, подитно младината под контрола да се стави и едукативно што е здраво за незе, да се тргнат од тие пороци. Што помалку пороци, така, кај нив присутни. Да, значи едноставно сите тие, да не кажам, нели, наркоманијата, има земено голем замав, цигарите и други некои работи, така да сметам овие исто кладилници едноставно како да нема визија младината. Ме разбирате, ако порано некои генерации велеле па докај 23, 25 треба да се омажам, да се оженам, тоа не можете веќе да го слушнете. Сега им е приоритет на младите кола да купам, да отидам во странство
И сваќаат дека повторно, значи, не ги исполнуваат овие работи. Ја како некој кој што имам 58 години и некое животно искуство, нели, какво е такво е, многу е, нели, за 58, повторно веќе дадам еден совет да она кое што ве прави среќен е духовното. Не е материјалното. Точно материјално ви треба да живеете. Но она кое што ќе ве направи среќен е да имате здрави деца околу вас, да имате семејство, кое што основната клетка на нашето друштво е во распад. Се повеќе имаме разведени, се помалку имаме бракови и тоа се мислам за мене како доктор, како некој кој што си ја сака татковинава, кој што го сакам народов кој што живее тука, сакам да има луѓе и во Дебар, и во Струга, и во Крушево, и во Кратово, еве замислете, нели Кратово тројца матични. Колку ќе можат, кога ќе отиде некој на одмор од нив, како ќе функционира тој здравствен систем? Некогаш податоците звучат и поразително да, кога ги ги затоа велам, слушнете. ја навистина кога одам по градови, одам со љубов да разберам, да соберам податоци и да бидам подобар преговарач и кон Министерство, и кон Фонд за здравство, да настапам со многу аргументи за подобро за сите наши пациенти, сите наши граѓани. Само со труд, она се делата кои што ќе останат после нас. И секој добро да се труди да остави трак од своето живење. Така, да. На крајот повторно се враќаме на она дека здравието е најважното нешто. Да. Ако имаме здравие, ќе можеме се да изреализираме и да направиме во животот и како планови, и како идеи, и како желби. Пред самиот крај месец на машкото здравие во текот на ноември, треба ли матичните лекари да ги потсетуваат своите пациенти кои што ќе дојдат на онаа возраст кога треба да направат прв превентивен преглед на простатата? Да. Иако фатени се и повеќе работи така во машкото здравие, на многу работи треба да се внимава. Со фондот имаме одлична соработка и кога преговараме, тоа се толку искрени, нели, разговори во кои што ние предочуваме што во моментов предњачи во однос на заболувања, каде што ние кажуваме тоа се карциномите на простата кај мажите, тоа се другите малигни на дебело црево, на дојка и така да секогаш работиме и во нашето работење имаме превентивни активности и по медицина базирана на докази, секој маж, нели, кој што е машка особа над 45 години треба да направи ПСА. Тоа е тест каде што, нели, ќе се види тој тумор маркер колку и како е висината негова вредност. Нормални вредности на ПСА факторот, нели, кој што маркерот го испитуваме, е од 0,4, нели, до порано беше 4,5, сега гледам лабораториите го имаат симнато и на 4, така да се што е покачено мора да третираме. Имаме во нашата софтверска, нели, опција, сите имаме софтвер кој што го работиме, така да договоривме со фондот да правиме мала анкета, нели, каков е начинот на мокрење, каков е блазот, дали има сила, јачина или било што, така да можеме по самиот разговор пациентот од довербата која што ја има, заради тоа што станавме уште ние матичните, каде што можете искрено да подискутирате и за интимни проблеми, веднаш, нели, правиме една анкета, има прашалник, се гледа спрема тоа, го патувате на ПСА и нормално ако не е добар резултатот, давате терапија и го патувате на уролог. Каде што треба да се направи, потребно да се направи ехо на простата ако има проблеми, да се направи ректален преглед, да се види калцификатите, како се, шо се, па на крај ако има можност и има потреба, нели, урологот ако упати биопсија да се направи на простата, се да спасиме човечки живот. Так. Ако навреме се откријат промените, навреме и соодветно ќе може да бидат и третирани. Доктор Лили, ви благодарам за гостувањето, да си го чуваме здравието, малку веќе да поработиме на имунитетот за да не настинуваме многу често во текот на зимата. Па да, повеќе чаеви и топли напивки. Така, ви благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24.